Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. 700 вработени пратени на принуден одмор. Комбинатот од Јагуновце втор месец веќе не работи. Кои се причините за тоа, има ли решение на проблемот, ќе разговараме со директорот Васко Скендеровски. Добар ден, Скендеровски, ви благодарам што издвоивте време да гостувате во Радио Слободна Македонија. Добар ден и благодарам да поканата. Постигнавте договор со синдикатот и покрај тоа што втор месец веќе не работи Југохром, тие ќе примаат плата за декември. Сето ова е краткорочно решение. Па да. Има ли долгорочно? Долгорочно мислам дека ќе биде единствено само кога фабриката ќе почне да биде во производствена кондиција, односно кога ќе почне да работи. Ние и пред неколку дена на пресконференција известивме македонската јавност дека постигнавме повторно договор, како што беше тоа и за ноември месец, така и сега за декември, да работниците останат во редовен работен однос. Иако фабриката веќе втор месец трпи големи загуби економски, да работниците ете од тој социјален аспект, затоа што неколку пати потенцира и невладините организации и министерот за животна средина дека јавно не охрабрува да започнеме со работа на полето на системот за отпрашување, но при тоа и дека чувствува сожалување за работниците. Јас затоа во таа прилика кажав дека единствено ние, менаџментот и собственикот на фабриката, можеме да сочувствуваме и да се грижиме за работниците од тој економски и социјален аспект. Се надевам дека до крајот на оваа година второстепената комисија ќе одговори на нашата жалба, која што ја поднесовме уредно во законскиот рок, и дека ќе биде во наша полза, односно дека ќе се поништи одлуката и решението, би рекол, на Државниот инспекторат за животна средина за прекин на работа на Југохром. Југохром повторно ќе биде во производствена функција, повторно ќе биде во производство, односно ќе се вклучат 3 печки и работниците сите ќе останат на работа и понатака. Кој е образложението на Инспекторатот за животна средина? Зошто го затвори Југохром? Одеа во некои строги рамки согласно законот, но при тоа не земајќи предвид многу аргументи кои што беа реални и објективни, зошто ние не го завршиме во тој законски рок делот на системот за отпрашување. Решението на Државниот инспекторат гласеше во кратки црти, ќе се обидам да го објаснам, беше во контекст на тоа дека Југохром не успеа да ги заврши сите активности од планот на интегрираната дозвола, односно генерално поставувањето комплетно на системот за отпрашување или така наречено популарно филтрите. Но при тоа мора да се напомене во оваа прилика и за вашите слушатели дека Југохром од 29 точки кои што ги имаше како облигација, како обврска во делот на интегрираната дозвола, исполни дури 24. Значи само 5 точки не беа исполнети, од кои 5-4 се врзани при поставување на системот за отпрашување. Што се однесува до системот за отпрашување, зошто не е завршен, кој што е единствен визуелен ефект покрај овие други 24 кои што ги завршивме, во оваа прилика сакам да кажам дека од објективни причини, ако некој се обидува да го злоупотреби тоа дека државата и владата ни правела обструкции, јас сакам да кажам дека во оваа прилика од објективни причини, заради многу нерешени имотно-правни односи во делот на кругот на фабриката, заради промена на урбанистичките планови, заради многу проекти кои што при тоа требаше да се прават, можеби единствено Министерството за животна средина навремено не ни одговори во делот на тоа дали ќе треба еколошки елаборат или еколошка програма или само мислење. Можеби во тој дел само изгубивме некој период, но другото сето беше тоа објективни околности заради тоа што градежната дозвола ја добивме дури на 18 јули оваа година и затоа велам, од објективни причини, без никаква тенденција за обструкција од било која државна институција, Југохром доцнеше со започнувањето на изградбата на системот за отпрашување и во тие 3,5-4 месеци, веќе 4,5 месеци, Југохром направи оптимално или би рекол повеќе од она што беше нормално за очекување. Реално, за колку време би можеле сега да ги ставите тие филтри за отпрашување? Па знаете како, Наташа, тоа малку се уште кај нас табу тема што значи филтер за отпрашување, затоа што ние имаме еден затворен систем на печките, за разлика од Макстил, да речеме, кој што има отворен систем, за разлика од Фени и така натаму. Секој систем на производство си бара посебна дефиниција на филтри и посебни системи за отпрашување. Можеби неколку пати ја се обидов да го демистифицирам тој поим филтри, постување на филтри, затоа што
Некои мислат дека е тоа толку едноставен процес, дека е толку и можеби не толку скап, но еве ексклузивно за вашата емисија ќе кажам дека тоа е процес кој што реално во сите најобјективни околности не може да биде пократок од 2 години, значи комплетно од започнување на првите градежни активности до завршување на системот од прашување во целосна фаза на сите 3 погони. Реално, она што можам сега да го кажам во оваа прилика е дека комплетно работиме и сме насочени со целата своја волја и активност и финансиски средства кон завршување во некоја фаза сме сега, во некоја средина, да речеме, на фазата за системот за отпрашување во погонот број 2, кој што ги содржи печките број 7 и 8 или во превод се некаде околу 50% од вкупниот производствен капацитет на Југохром. Она што се однесува на поставување на систем за отпрашување филтри, значи поставување и изградба на нови погони или во превод, можеби поедноставно кажано, градење на уште една фабрика паралелна на она што е сега во Југохром. Значи за секој производствен погон се градат посебни производствени погони, значи се градат погони каде што ќе бидат имплементирани, инкорпорирани вентилатори, фибер вреки, цевки, сето оно што до сега беше оџаци што ги гледавте физички во Југохром нема да постојат, значи тие оџаци ќе бидат елиминирани, преку цевки ќе бидат во новиот погон ставени преку вентилаторите во фибер вреки, таа прашина ќе се собира во фибер вреки и генерално загадувањето ќе биде намалено за 99,5%, значи ќе биде намалено загадувањето во делот на фабриката на Југохром, така да мислам дека тој проект во однос на погон, во однос што се однесува во погонот број 2 ќе биде готов некаде крајот на април, би рекол почетокот на мај, најоптимален рок, со тоа што пак ќе кажам, ќе биде многу потешко да се исполни ако Југохром до тој период не работи. Некои медиуми во на пресот, после пресот некако, дали јас погрешно се изразив или погрешно ме разбра, напиша дека Југохром нема да работи до април месец. Напротив, Југохром е спремен веднаш да го вклучи производството, значи уште утре. И напоредно со тоа, затоа што сега трпиме големи економски загуби, верувајте дека тоа се суми кои што можеби за 4-5 месеци додека се заврши системот за прашување во погонот број 2, ќе бидат економски загуби за режиски трошоци, за плати за вработените, ако останат сите во редовен работен однос, тоа се некаде суми од 350 до 400.000 евра месечно, кој што Југохром. Колку ви се до сега загубите за овие 2 месеци што не работи? Па затоа велам, овие 2 месеца сигурно заедно со потрошувачката на 1 мегават електрична енергија изнесуваат некаде околу 350.000 евра месечно. Значи тоа е околу 700.000 евра, а ако се има предвид дека целиот систем за отпрашување во погонот број 2 чини некаде околу 4 милиона евра, значи некаде 20% изгубивме само во овие трошоци кои што ги имавме овие 2 месеца. Скендеровски, ќе продолжиме со разговорот, но да направиме мала музичка пауза да ги слушнеме рекламите. Говорете, благодарам. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Во емисијата Бројки Васко Скендеровски, генерален директор на Југохром. Господине Скендеровски, до сега ви беше пролонгиран рокот за да го инсталирате системот кој што би спречил загадување на воздухот во Тетово. Кој е сега рокот кој вие го барате? Па добро, пред да кажам кој рок ние го бараме, јас морам да кажам зошто и ни беше пролонгиран тој рок. Значи многу луѓе и многу од нели слушателите не знаат дека таа дозвола, интегрираната дозвола ја доби уште стариот Силмак во времето 2008, колку што се сеќавам, јули 2008, и во периодот од јули 2008 до превземањето на новиот собственик, значи до промената на собственичкиот титулар во фабриката и до доаѓањето на собствениците од Русија во Југохром, поминаа токму 2 години колку што ние баравме пролонгирање во периодот од 2014 до 2016 година. Владата на основа на тоа што беше издадена интегрираната дозвола на Силмак 2008, а новата собственичка структура во Југохром дојде 2010, точно во јули месец, 1 јули, токму тие 2 години, затоа што во периодот на Силмак морам да напоменам дека воопшто ништо не беше направено на полето на интегрираната дозвола, ги добивме како период за претходно изгубениот период од 2 години од 2008 до 2010. Затоа добивме од 2014 од 31 октомври, кога истече првиот официјален рок, до 31 октомври 2016, оние 2 години што на некој начин претходно ги изгубивме. Што се однесува сега, го бараме оној рок исто така,
издржано, оправдано, кој што беше загубен во, би повторно ќе кажам, во тие објективни околности, во тие административни проблеми за добивањето на градечната дозвола, без која што, морам да напоменам, воопшто не беше возможно да се започне со изградбата на системот за отпрашување. Затоа сега ги баравме оние 18 до 20 месеци, ние изгубивме прочем некаде околу 21 месец од денот на поднесувањето на градечната дозвола до добивањето на официјални. Зошто толку долго? Па затоа велам претходно кажав, се обидов да објаснам дека тоа беа се ние не знаевме дека ќе не идеме на такви на некој начин не би рекол правни пречки, но делот на административни проблеми со кои што се соочуваат сите граѓани при добивање на една градежна дозвола за изградба на куќа. Тоа значи, во кругот на фабриката на Југохром, ние тогаш прв пат имавме сознание, затоа што го немавме катастарскиот имот на она што не е наш имот, значи освен оние парцели кои што се во сопственост на Југохром тогаш Феролој, сега Алзар, добивме сознание дека имаме дури 10 сопственици, физички лица кои што се во кругот на фабриката. И оние кои што можеби малку подобро ги разбират овие работи, знаат дека секој кој што сака да прави било каков објект во делот каде што има соседи, комши кои што се други сопственици, мора да добие согласност од нив. Потоа увидовме дека после одреден период дека тие делот нив и воопшто не се живи, делот нив се одселени во други земји и така натаму. Значи единствено решение кое што можеби беше најкратко во тој период и најбрзо решение беше се пристапи кон промена на деталниот урбанистички план на општина Јагуновци. Тоа значи дека повторно се изгубија околу 6 до 8 месеци во тој дел на промена на деталниот урбанистички план, затоа што општината во тој период максимално коректно се однесуваше кон нас и градоначалникот Тони Коцевски веднаш пристапија, но тоа бара јавни расправи, бара мислење од стручни лица, бара промена од катастарот на Република Македонија, затоа велам, сите тие беа објективни околности без тенденција од ничија страна да биде обструкција. Претходно кажав дека единствено Министерството за животна средина ни дотнеше со мислењето во делот на еколошкиот елаборат, тука можеби изгубивме некаде околу 4-5 месеци, сето друго беше оправдано и сосема логично кога се вади еден таков мегаломански, да речеме, проект или градежна дозвола за такви системи за отпрашување. Кога очекувате сега второстепената комисија да одговори на вашето барање за пролонгирање на рокот? Па ние го поднесовме уредно во закон и законски рок од 8 месеци. Јас се надевам дека во они имаат рок некаде околу 60 дена, мислам дека се однесува законскиот рок на второстепената комисија, така да мислам дека до нова година, до крајот на оваа година, мислам дека второстепената комисија уредно ќе одговори. Во однос на она што претходно ме прашавате за продолжување, ќе кажам дека ние и покрај тоа што изгубивме 21 месец, сега бараме, проценивме дека нашите анализи направија такви резултати дека 18 месеци ни се сосема доволни за да биде комплетно готов системот за отпрашување на сите три погони. Што доколку мислењето на второстепена комисија биде негативно, што ќе значи тоа за Тетовскиот регион ако 700 лица останат без својата екзистенција? Па мислам дека во делот на, ако би кажал така, социјалниот и економскиот слој на луѓето кои што таму живеат, мислам дека тоа ќе значи тотален економски колапс, затоа што ние осетивме неколку пати кога Југохром на своја волја, па дури во периодот лани минатата година кога се направи огромен притисок дека загадувањето во Тетово е големо од Југохром кога ги изгаснавме печките и претходно на 2-3 пати од економски причини кога ги гасевме печките, се покажа дека без работата на Југохром тој регион на некој начин речиси економски е мртов и се плашам дека ако ние не ја добиеме дозволата за продолжување на работа со производствените капацитети, дека тој регион многу брзо ќе згасне на некој начин, затоа што нормално и природно младите си го бараат спасот во Скопје или во некои други градови. Она што се вели биометарска лична карта на луѓето, со стек на време тој народ таму веќе нема да биде жив, така да мислам дека постои сериозна опасност за тој регион без работењето на Југохром нема да има голема перспектива. Меѓутоа, што е со загаденоста? Дали сега со престанокот на работа ја намали загаденоста во Тетовскиот регион? Па јас неколку пати кажав дека Југохром не смее да бега од таа општествена одговорност, дека воопшто не е загадувач. Но тезата дека Југохром е единствениот и најголемиот загадувач, мислам дека е далеко од реалност и од вистината. Сите параметри, јас сум среќен што сега Тетово не е толку загаден град, но тоа не значи дека е резултат на неработењето на Југохром. Напротив, во периодот кога Југохром прекина да работи од 1 ноември до крајот на ноември, имавме на неколку пати екстремно високи загадувања. Тоа беше период кога Југохром не работеше и стига PM10 частичките до скоро речиси параметри од 400 мерни единици. Сега
затоа велам, неколку пати кажав дека загадувањето не зависи многу пати од некои фактори, туку зависи најчесто од климатските фактори, затоа што сега гледаме и во Скопје, во некои моменти загадувањето е под нормалата, како што е впрочем и во Тетово. Но има периоди кога, еве пред 2-3 дена, сосема случајно видов од сајтот на Министерството за животна средина, во делот на мерење, покажа дека загадувањето во Тетово повторно беше 400. Претходниот ден беше 50. Во истиот период Југохром ниту работи, ниту не работи. Односно Југохром не работи. Многу други фактори, што се однесува значи, на отпадната депонија, палењето на отпадната депонија, јавниот градски превоз, се фактори кои влијаат, грејењето во Тетово, фактори кои влијаат на загадувањето на градот, но сето тоа е предодредено од климатските услови. Ако имаме чисто време како што имаме денес, ако имаме ветровито време, ако имаме сончево време, ако имаме ведро време, во тие случаи не може да влијаат овие фактори кои што претходно ги наброја во загадувањето на Тетово. Еве ќе видите во периодот кој што следи, најверојатно Југохром нема да биде вклучен до нова година, додека не се донесе одлуката на второстепената комисија, ако е позитивно, нели, ако одговорат позитивно, ќе видите дека ќе има денови кога Тетово повторно за жал ќе биде екстремно загадено. Тоа ни дава за право. Министерството за животна средина вели дека Југохром е најголемиот загадувач во Тетово. Имаат некој елаборат, некоја студија направено? Мислам дека немаат. Тоа е паушална оценка на Министерството за животна средина. Ние на неколку пати се обидовме да стапиме во контакт со градоначалничката на Тетово, господјата Теута Арифи, во која што и понудивме отворена соработка да ангажираме независна инспекцијска куќа од странство, која што они при тоа ќе ја одберат, а ние само ќе ја финансиски ќе ја платиме, за да ги утврдат вистинските фактори на загадувањето во Тетово. Јас сум повеќе од убеден дека Тетово има неколку фактори кои што се далеку многу поголеми во проценти од загадувањето на Југохром, кое што влие на загадувањето во општина Тетово и околината. Мислам дека тие оценки не само на Министерството за животна средина, туку и на многу невладени организации, значат ослободување од вината на општината Тетово за загадувањето кое што се случува во овој период во градот Почара. Затоа што ако Југохром не работи, а покажуваат бројките повторно загадувања екстремни во одредени денови во Тетово, значи дека Југохром не е единствениот и најголемиот загадувач. Да се вели дека Југохром дека воопшто не загадува, исто така не е коректно од наша страна, но во одредени бројки кога збориме во апсолутни износи на параметри, односно бројки на загадување, мора да се каже дека Југохром можеби е четвртиот или петиот фактор кој што влијае на загадувањето во Тетово. Пред се, јас ќе кажам, и јавниот превоз град кој што има 100.000 жители, и грејењето, и отпадните депонии, и други фактори се поприоритетни кои што треба да се решаваат во општината Тетово. Моето последно прашање до вас, господине Скендеровски, што очекувате после изборите брзо да се реши проблемот со Југохром? Брз одговор. И кои ќе бидат вашите планови во наредниот период? Доколку работи, доколку не работи? Па ајде вака да кажеме. Се надевам дека пред се независно од изборите второстепената комисија јас мојот сценарио на некој начин, можеби сум субјективен, но мислам дека второстепената комисија ќе ги има предвид сите наши аргументи кои што ги дадовме во жалбата, зошто треба да не се продолжи рокот од 18 месеци и зошто треба да се укине решението на државниот инспекторат. Ако владата идната влада донесе позитивно исто така решение за продолжување, односно прифаќање нашето барање од 18 месеци, знаеме што понатака, знаеме дека исто така како и до сега интензивно ќе работиме на системот на имплементација за отпрашување, на имплементација на системот за отпрашување. Ако владата каже дека Југохром може да работи паралелно со производствените капацитети и поставување на филтрите, реков, ќе нема никаква опасност ниту за вработените, системот за отпрашување ќе се заврши во најможен рок, но ако институциите кажат дека Југохром нема да може да работи, тогаш се плашам дека ќе се изгуби и волјата кај нашиот сопственик, затоа што знаеме дека ќе направиме една социјална димензија ако вработените ги оставиме на улица, тогаш можеби трошоците ќе бидат многу помали, но не знам колку ќе имаме совест ние да продолжиме да работиме при тоа оставајќи ги работниците на улица. Мислам дека тогаш можеби ќе се изгуби волјата кај нашиот сопственик да се продолжи во инвестиција на системот за отпрашување и мислам дека Југохром нема да има некоја голема перспектива, тоа е мое лично мислење, но во случај да ќе кажам ако Југохром продолжи да работи, во тој случај сум повеќе од убеден дека сите работи ќе одат во позитивна насока. Господине Скендеровски, јас ви благодарам што гостувавте во Радио Слободна Македонија. Благодарам и на вас на поканата. По кратката музичка пауза се враќаме со најважните економски настани.
Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Во емисијата Бројки ве информираме за најважните економски настани оваа недела. Разна извозот од 5,8% од јануари до октомври во однос на истиот период лани. Државната статистика објави дека извезени се стоки во вредност од 3,5 милиарди евра, додека вредноста на увезената стока изнесува речиси 5 милиарди евра, што е за 5,6% повеќе во споредба со јануари и октомври минатата година. Трговскиот дефицит изнесува 1,4 милиарди евра, а покриеноста на увозот со извозот 71%. Влезот на странските компании го засилуваат и извозот и увозот. Заклучно со ноември, извозот само од зоните бележи пораст од 17,5%. Месец ноември ќе го завршиме со извоз од околу 150 милиони евра, што значи дека во првите 11 месеци од годината имаме околу 17,5% зголемување на извозот споредено со минатата година. Веќе е надминат, значи извозот во апсолутна бројка од минатата година. Избрани се компаниите кои ќе добијат по 30.000 евра од Државниот фонд за иновации. Од над 50 апликации, 4 идеи добија зелено светло од меѓународните експерти за развивање и пласман на иновативни производи и услуги. Степенот на иновативност е значаен, пазарниот потенцијал што повеќе да е посветен на глобален пазар, квалитетот на тимот кој што настапува, квалитетот на проектот и секако влијанието врз општеството и економијата. Ке се гради нов експресен пат од Битола до Меджитлија, најави министерот Мисајловски при посетата на Битола иновации. Во наредниот период ќе започнеме со еден многу голем инфраструктурен капитален проект за Република Македонија, но и за Битола се работи за ново поврзување, односно нов експресен пат со 4 ленти од Битола кон Меджитлија. Ние веќе започнуваме со нашите активности. Следната година ќе направиме целосен проект и потоа ќе почнеме со градба. Се работи за една инвестиција од прилика 10 милиони евра. Со намален данок на додадена вредност и субвенции за пелети се отвора можност за поеколошко затоплување, порача министерот за финансии Миноски, кој посети една од компаниите во оваа дејност. Со овие мерки, како и со стимулациите кои што ги даваме на македонски шуми во поглед на изградбата на погони кои што ќе овозможат преработка во пелети на дел од она што се добива како отпадок во процесот на искористувањето на шумите и сечењето на шумите, дека ќе го заокружиме овој целокупен систем во кој што ќе се стимулира загревањето со пелети. Третина од вкупниот извоз од земјава го сеченуваат машини и транспортни уреди. Пред 10 години оваа ставка изнесуваше помалку од 5% од вкупниот извоз. Фабриките кои работат во зоните придонесува да се смени структурата на извозот и сега наместо ефтини Македонија извезува софистицирани производи со висока додадена вредност. Значи покомплексни производи што представува еден позитивен сигнал дека има добра перспектива македонската економија и во наредниот временски период по политичката стабилизација да креира доволно економски раст, што ќе значи поголемо вработување и поголема благосостојба за граѓаните на Република Македонија. Потпишан договорот за изградба на експресниот пат Штип-Кочани. Ќе го градат две домашни компании, ќе има 4 ленте, а вредноста на инвестицијата се проценува на 20 милиони евра. Патот ќе биде со должина од 26 километри и е трет експресен што ќе почне да се гради во Македонија, изјави министерот за транспорт Мисајловски. Наредната година ќе се распише тендер и за изградба на експресниот пат Охрид-Пештани. Овој експресен пат го добија македонска групација соединета од Гранит и Бетон, две македонски компании. На тендерот учествуваа многу компании. Имаше интерес од преку 20 на компании, затоа и цената што се постигна е многу добра, односно 20 милиони евра од проценета вредност на 30 милиони евра. Македонија ќе произведува оружје, муниција и панцири за потребите на НАТО алијансата. Американската компанија Broadstone Security ќе гради фабрика во македонски Брод. Ќе вложи 5 милиони долари и првично ќе вработи 200 лица. Инвеститорот веќе ги има склучено договорите за извоз. Еднаш ќе започнеме со градење на 5 објекти: административна зграда, фабрика за оружје, фабрика за муниција, зграда за складирање на крајните производи и бункер за чување на суровините. Вработувањата ќе започнат во април 2017 година и сите заинтересирани лица ќе бидат во можност да ја проверат нашата веб страница broadstonесecurity.com за најновите можности за вработување. Не само ќе се отворат нови 200 работни места, туку ќе се заакне врските на Република Македонија со Алијансата и ќе се заакне борбената готовност на армијата Република Македонија.
Веруваме дека во текот на наредната година на овие падини ќе биде изградена фабриката, ќе отпочне со работа, а многу наши невработени ќе си дојдат до работно место. Горданчо Мирчевски, селеник од Австралија, во Битолско Кравари почетокот на годината отвори фабрика за чипс. Вложи 3 милиони евра и првично вработи 40 лица. Планира со ширење на производството бројот на вработени да го зголеми на 100. Неговата фабрика е само една од успешните бизниси кои ги посети министерот за финансии Миноски. Задоволен е како се користи потенцијалот на земјоделците од Пелагонискиот регион, чии производи се откупуваат. Во преработката им се обезбедува додадена вредност и на крај се пласираат како готов производ. Тоа е начинот на кој што треба да ја развиваме вертикалната интеграција во процесот на производство во најголем дел од компаниите кои што се занимаваат со преработки. А втората компанија е компанијата Хемометал, која што се занимава со продажба на земјоделска механизација. Навистина представува задоволство да се види колкав број на земјоделци успеале преку оваа компанија да дојдат до неопходната земјоделска механизација, преку која што се унапредува на некој начин обработката на земјоделските површини. Овде завршува емисијата Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 8 декември 2016 година. Со мен уредник и водител Наташа Мерсовска и Дине Вучков техничка реализација. Јас ви посакувам убав ден, се слушаме и наредниот четврток во истиот термин. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.